Добре дојде во втората епизода на циклусот Женски кругови. Денес зборуваме за нешта што на жената и се природни, но често и се одземени. Слободата да се биде телесна, да се биде гласна, да се биде емотивна и присутна. Нема потреба да се поправаш, нема потреба да се менуваш. Само дојди, токму онаква каква што си. Главни теми на денешната епизода се терапевската мок и телесното изразување. Телото ја чува секоја приказна. Како што вели Басел Вандерколк во The Body Keeps the Score, ние не сме само ментални или емоционални суштества, туку телесни, сензуални и длабоко интуитивни. Во женскиот круг зборуваме за телото, но исто така го движиме телото, трепкаме со телото, се нишаме со телото, плачеме и се смееме, се растопуваме во телото. Движењето е јазикот на душата, како што Дона Хаraway би рекла. Тело кое се движи е тело кое се враќа во својот изворен ритам. Во кругот пееме не за да сме музиканти, музикантки, за да сме музички точни, туку за да се ослободуваме. Гласот тука не е перформанс, туку енергетски портал. Кога жената си го зема правото да произведе звук, таа ја враќа својата изворна моќ. Гласот на жената е низиниот прв инструмент на избор и е потребно да го врати, не да го објаснува. Секоја жена носи архетип. Телото е женскиот храм. Гласот е женска молитва. Движењето е ритуал без кој не можеме. Во кругот се сеќаваме. Тука се враќаме дома кон себе си. Нашите женски кругови во развојна академија низ квинтастичност се засновани на феминистичка енергија, на системска терапија која го гледа телото како констелацијско поле, на квинтастичната методологија за враќање на интегритетот преку ембодимент. Би ви раскажала една приказна. Во една древна таоистичка приказна се вели: гласот на реката не вика, но ја обликува карпата. Бамбусот не се спротивставува, но го преживува секој ветар. Жената не мора да се докажува. Таа е моќна кога е само присутна. Таоистите верувале дека вистинската сила е во мекоста, а верувам и јас. Како водата се движи, ги заобиколува пречките, но никогаш не ја губи својата суштина. И во женските кругови, кога ја враќаме течноста на гласот и на телото, се враќаме кон природниот тао, на природниот пат. Телото зборува кога умот замолчува. Гласот лечи кога солзите течат. Движењето е молитва, а жената кога е слободна е божествена. Ние не го креираме своето место. Не го бараме. Ние го креираме преку присуство. Во оваа епизода зборувавме за искуството на телото и гласот низ женските кругови. Зошто токму движењето и вибрацијата се толку моќни. Како се отвараме за слобода, без срам, без страф, без отпор. Дојди и приклучи се на годишните женски кругови, за да дознаеш. Па, оваа епизода нека биде еден повик за враќање кон себе преку движење и нежна, телесна вистина, која можеш да ја искусуваш на годишно ниво преку развојна академија и квинтастични. Сето овде создадено е со океанска љубов за највисоко добро. Ви благодарам што не слушавте. Намасте.